Од 1. јули граѓаните ќе добијат нови повисоки сметки за електричната енергија. Просечната цена на струјата ќе се покачи за 7,4%, но во зависност од потрошувачката граѓаните ќе плаќаат од 5,5 до 138,7% поскапа струја. Пресметано согласно сегашните цени за потрошувачите во првиот блок до 210 киловат-часови, киловат час ќе чини 7,72 денари. Потрошеното во вториот блок ќе биде со цена од 8,08 денари. Третиот блок ќе има цена од 8,65, а најмногу 17,47 денари за киловат час ќе плаќаат оние кои трошат над 1050 киловати месечно. Покачување има и кај ефтината тарифа, и тоа за 8,69%, што значи дека наместо досегашните 3,67 денари, таа сега ќе чини 3,99. Дека просечната цена на електричната енергија за домаќинствата за 98,8% од нив се зголеми за 7,4%, доколку не беа воведени блоковите, оваа цена ќе беше зголемена за 17,74%. Уште еднаш потенцирам дека кај овие потрошувачи цената во голем дел е субвенционирана и е далеку пониска од пазарната. Според Бислимовски, граѓаните ќе имаат гарантирани 210 киловат-часови по најниска цена, а по повисока цена ќе ја плаќаат само разликата меѓу блоковите. Со концептот на блоковите се наплаќа разлика на потрошувачка. Некој во високата тарифа, ако потрошил 340 киловат-часови, ќе плати 210 киловат-часови по цена за првиот блок и 130 киловат-часови по цена за вториот блок. Математиките на регулаторна покажуваат дека во зависност од периодот и од потрошувачката, различни граѓани ќе имаат различна висина на покачување на сметките. Истото во зимскиот период ќе се движи од 6,6 до 99,5%, додека во лето од 6,7 до 100%. Со одлука на регулаторна се намалува трошокот за моќност кој го плаќаат големите потрошувачи, а се воведува ефтина тарифа и за уличното осветлување.